За да успеете, желбата за успех мора да биде поголема од стравот. Успехот не доаѓа кога ќе посакате. Тој доаѓа кога ќе постојат дефинитивни планови, силна желба и постојана упорност и активност. Во очи на Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, дали се помалку граѓани имаат доволно примања за достоинствен живот, заштитени работнички права и можат да размислуваат за успех? Има ли промени во работничките права? Како работникот да го добие заработеното и заслуженото? Зошто македонските работници се добро платени и барани надвор, а во земјава се соочуваме со недостиг на квалитетен кадар? На овие и уште многу прашања поврзани со работничките права, синдикалната борба и законските регулативи дебатираме во вечерашнава емисија 24 отворено со Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија. Добра вечер, добро дојдовте во студиото. Со Мирјана Алексевска, представник на Министерството за труд и социјална политика. Добра вечер и за вас. Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен текстилец, кои што се борат за правата на вработените во текстилната индустрија, и со Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Практично сите страни во едно општество што ги регулира работните односи се тука во студиото. Димовски, според синдикатите, најлоша е состојбата во текстилството и кожарството. На хартија постојат законски решенија што треба да ги штитат работничките права, но во пракса сепак постојат и се уште се присутни многу недоречености и непочитување. Многу работи треба да се менуваат пред се во законската регулатива. Актуелно е новиот закон за работни односи, кој што веројатно чека да поминат изборите за да почне да се работи со посилна динамика. Што очекувате? Така, ние моментално работиме на нов закон за работни односи, каде што единствено наша заложба е да се напредат тие работнички права без разлика во кој сегмент и во кој сектор припаѓаат. Како што знаете, ние кога се формираше новата влада, го направивме тој дисбаланс на платите, зборам за работниците кои што работат во другите сектори и во работниците кои работат во чевларскиот и кожарскиот сектор, каде што направивме на урамноловка на таа минимална плата, бидејќи како што знаевме, едните земаат поголема минимална плата, другите земаат помала. Ние со премиерот се сложивме, направивме урамноловка. Не само тоа, дури ги зголемивме минималната плата за 29, тоест 27%, каде што направивме голем исчекор за подобрување на тие работнички права, бидејќи ние знаеме секој работник работи за да обезбеди екзистенција, тоест за подобра плата. Многу очекувам од новиот закон за работни односи, еве тука и колешката од Министерството за труд и социјална политика. 70% од работите ни се решени, ни манјкаат тие 30%, но јас пак ќе кажам како социјални партнери, верувам дека ќе се договориме, иако најдуваме на некои забелешки од организацијата на работодавачи, но мислам дека ќе ги убедиме со аргументи и факти. И мора да знаеме дека без работникот, без вложување во трудот, не може да се ствара капитал. Како што кажавте, работниците ни бегаат од државата, посебно тој квалификуван кадар, мора да го спречиме тоа, а единствен начин е подобар закон за работни односи. Алексевска, во однос на подготовката на новиот закон за работни односи, што е целта на законот? Што треба да донесе подобро во општеството, особено во правата на работниците? Пред да поминам на тоа што треба да се уреди со новиот закон за работни односи, односно да се уреди постојните решенија во однос на остварување на правата на работниците, сакам да поменам дека законот за работни односи е многу важен закон кој што ги уредува работните односи помеѓу работодавачот и работникот со воспоставување на работен однос од договор за вработување. Покрај законот за работни односи, кој што ги уредува овие односи, постојат и други законски прописи, односно колективни договори, договор за вработување во кој што може да се утврдат и дополнителни права во однос на правата кои што се утврдени во законот за работни односи. Значи, законот за работни односи треба да имаме во предвид дека е многу важен закон во областа на трудовото законодавство и има значајна улога во обезбедување на рамка на правични и ефикасни работни односи, што треба да промовираат пристојни вработувања на работниците. Дали тој ќе се базира на
фактичката реалност на терен за оно што се случува со работничките права, бидејќи сведоци сме на многу кршења на работничките права, на примање плата во плико, на недоволно испорачување годишен одмор или работа во недела, работа во сабота. Дали ги имате предвид сите овие работи кога зборуваме за законот? Зошто тргнавме кон подготовка на нов закон за работни односи? Затоа што постојано ги слушавме проблемите во неговата имплементација, покрај тоа и честите промени во изминатиот период кои се правеа на Законот за работни односи создава одредени проблеми, нејасноти, недоречености во примената и од тука се соочуваат со проблемот како со проблеми во имплементација како работодавачите, така и работниците на кои што треба да ги применуваат одредбите. Постојат проблеми, често укажуваат работниците на одредени проблеми во однос на непочитување на одредени решенија кои што се содржани во законот, како што е прекувремената работа, ноќната работа и така натаму. Меѓутоа, колку тоа во пракса е зачестена таа појава, подобри податоци може да даде Државниот инспекторат за труд, кој што е надлежна институција за следење на имплементацијата на Прашањето ми беше да не се случи да се донесе некој, така да го наречам, елитистички закон во кој што на хартија сеќе изгледа фино и мазно, а тоа да не функционира доволно добро. Дали на тоа се внимава? Тука ми е целта на прашањето. Од тие причини, при подготовка на новиот закон тргнавме заедно со социјалните партнери. Значи, од самиот почеток на подготовка на законот, формиравме работна група, значи со представници на репрезентативните синдикати и репрезентативните организации на работодавачи. Меѓутоа не е тоа се. Значи, во целиот процес ќе бидат вклучени сите засегнати страни, вклучувајќи ги стопанските комори, бизнис заедницата, невладиниот сектор, се со цел да ни укажат на сите проблеми и нереалности кои што постоја или за кои што тие сметат дека постојат, се со цел да направиме закон кој што ќе биде применлив и од интерес на работниците, секако и на работодавачите. Ампева, каква е состојбата во директно зборуваме во текстилната индустрија, бидејќи често пати излегувате со ваши наводи и оценки за тоа што се случува и сега тоа во корелација со ова што сега се носи, колку може да има тука некоја синергија? Постојано се зборува за прекршувањето на правата на работниците од овој сектор. Тоа што го спомнавте и вие, тоа е постојан проблем. Не е евидентирана и неплатена прекувремена работа, работа на празник, работа за ден на неделен одмор и слично. Во овој сектор, иако има постојана прекувремена работа, работниците не знаат што е тоа 13-та плата. Видовме што се случува и со исплатата на регресот за годишен одмор, кој што добро не е регулиран во колективниот договор од приватниот сектор, па имавме тоа што имавме исплати по 100 денара. Не е доволно само да збориме какви се прекршувања ги има и премногу ги има. Значи проблемот со работничките права не само во текстилната индустрија, него во цел приватен сектор е на едно поразително ниво. Не е чудно што младите не сакаат да работат, не е чудно што се иселуваат. Но да не биде дека зборам само лошо, мислам добро е што Министерството за труд и социјална политика конечно ги вклучи и граѓанските организации кои што работат на терен, па ја знаат состојбата од терен. Социјалните партнери, репрезентативните синдикати, мене ми смета малку тој момент. Мислам дека треба да бидеме многу повеќе вклучени, многу повеќе ја знаеме состојбата на терен и од синдикатите и од министерство и од било кој друг, можеби не толку како инспекторатот, тука некаде сме, меѓутоа мислам дека треба да има почести средби, мислам дека треба да биде повеќе вклучен граѓанскиот сектор, бидејќи последно бевме вклучени во ноември минатата година и од тогаш имавме време да напишеме коментари и од тогаш еве не знаеме зашто се зборува дека 70% од законот дека е окей, дека е договорен, не знаеме зашто станува збор. Имаме само драфт верзијата од тогаш и тоа е тоа. Мислам дека треба да се земе заозбилно, бидејќи поразителна е ситуацијата која што кажав
И сметнам дека овој закон за работни односи треба да биде концизен, прецизен, да не остава врата за манипулација на штета на работниците. Мислам дека конечно треба да има закон кој што овој пат ќе биде во корист на работниците наместо како досега на работодавачите. Бошков, претпоставувам и вие сте заинтересирани за тоа како и кои решенија ќе произлезат од овој нов закон за работни односи. Очекувате ли дека ќе оди во насока на подобрување на релациите меѓу работодавачите и работниците? Се зависи од како се чувствува самата клима, да кажам, на односи во општеството. Не значи само дека добриот однос помеѓу работодавачите и работниците дефинитивно дека зависи само од законот за работните односи. Во трудовата легислатива постојат и други закони кои обезбедуваат добар однос, како што е минималната плата, како што е породилното, како што се социјалните придонеси и така натаму. Така да целокупната агенда на трудовата легислатива дефинитивно мора да биде следена со состојбите и мора да биде во насока на реалната состојба во однос на што ни се случува, каде ги губиме работниците, каде ја губиме потенцијалната работна сила, каде ја губиме дури потрошувачката економија, бидејќи тие работници и трошат во земјата, така да само една капка, само една алка од синџирот е самиот закон за работни односи. Поголемиот дел ние го гледаме во доброто однесување на работодавачите и уште подобро однесување на синдикатите во рамки на работодавачите, во стопанството и генерално во општеството. Што е тоа добро однесување, да не укажуваат на проблемите на... Напротив, ние се соочуваме во моментот со состојба која резултира со недостаток на работна сила, со недостаток на задоволни работници и со недостаток на задоволни работодавачи, бидејќи постојано се во потрага по добри работници. Односно, уште потешко е тоа што се постојано се соочуваат со состојбата дека работниците, дали сезонски, дали привремено, дали на подолг рок, напуштаат и барат подобри работни места од истата сфера. Претпоставувам дека проблемот за тоа е и во слабата економија и во неможноста, освен во односите или во законите. Слабата економија генерално се движи на повеќе на сет на закони, на сет на услови. Ние го нарекуваме подобра бизнис клима или подобро деловно обкружување, која директно влијае на работните односи, меѓутоа се однесува на повеќе сегменти во економијата. И таа може да биде поделена и по индустријски гранки. Односно, ние како се однесуваме како држава и работодавачите како се однесуваат како креатори на политики во однос на деловната политика или во однос на деловните односи, така се рефлектира тоа и во работните односи. Може би ова делува многу генерално, меѓутоа кога ќе почнеме да разговараме во детали, ја споменавте текстилната индустрија, кожарската индустрија, земјоделието, воопшто и да не го споменуваме бидејќи поразителни се состојбите таму, сега веќе и во градежништвото, меѓутоа тие се состојби и на сети на политички односи и на политички одлуки, дури и на локални одлуки, така што влијаат целокупно на состојбите во трудовата легислатива, така ќе ја наречам. Проблемите се повеќе сложни и повеќе слојни, би рекол. Трошоците за живот, например, континуирано растат, додека платите стагнираат или не растат со темпото со кое што растат трошоците на живот. Според една последна анализа, на едно 4-члено семејство составено од 2 родители кои примаат просечни плати, му фалат минимум 100 евра за да ги задоволат основните потреби. Под основни потреби ние тука подразбираме храна и плаќање на сметките што се за домаќинството, значи без одмори, без некои други луксузи. Како апелирате кон владата за овие работи да почнат да се решаваат на поинаков начин? Во право сте, синдикатот, Сојуз на синдикати на Македонија прави таа месечна коштичка за која треба да издржи едно двочлено семејство или шесторчлено семејство со 2 деца и таа изнесува 32.852 денара.
што на жалост е 74% од една просечна плата. А за да биде уште пожалосно е 38% од минималната плата. Што укажува дека поише од 100 евра му е потребно на едно семејство да екзистира. Затоа ние во разговори со нашите социјални партнери баш предвидовме, го уочивме овој проблем. И како што знаеме, Европската директива вика минималната плата треба да биде 60% од просечната плата. А кај нас е 38%, што значи на едно незадоволително ниво. А едни од елементите за кои се пресметува таа синдикална... Ќе барате зголемување на минималната плата во преговорите? Си пишува. Од кога ќе барате? Минимална плата најмалку 13.800 денара. Сигурно се прашувате зашто. Како што кажав, елементи кои формираат вредноста на таа синдикална коштица вика исхрана и пијалоци 13.798 денара. Ако не друго, барем да му возможиме на работникот да екзистира со храна и пијалоци. Па преку другите да најдеме модел како да ги покрије Дали режиите. воопшто функционира овој моделот на минимална плата? Ампева ќе ве прашам вас тука со оглед на тоа што постоја информации дека дури вработените враќаат дел од парите кон своите работодачи. Точно тоа? Да. Како? Точно е. Па, како? Се случува, ете, најчесто во текстилната индустрија. Во Штип, например, имаме случаи каде што се исплаќа плата и се додава во плико плюс пари. Работниците на тоа не се бунат, фала јасно, бидејќи се што е плюс е окей, не сметаа дека тоа утре ќе им смета за пензија, за придонеси и слично. Дека тоа фактички ја поддржуваат сивата економија. Меѓутоа има градови од јужниот дел на нашата држава и од источниот, каде што и од таа 12.000 месечна плата, тие се приморени да враќаат по 2.000-3.000 денара, што на крајот останува 10.000 или 9.000 денара плата. Тоа е криминал. Да. Во суштина. Па зашто молчиме тогаш? Јас прашам господјата Ампева зашто се молчи, зашто не се пријави трудовата инспекција. Цело време се критикуваат синдикатите, а се удвараме на трудовата инспекција. Баш напротив. Они ги решаваат проблемите од трудот. А они ги опаќаат нашите работници да идат на суд, што нема потреба тоа. Они го решаваат проблемот од труд, затоа се викаат трудови инспектори. И не може да ми кажат дека бројката од 50 инспектори е мала за територијата на Република Северна Македонија. Не е мала. Ако се работи континуирано, а што судовите треба да ги решат работничките проблеми? Како прво враќањето на дел од плата е кривично дело. Ако Зашто разговарате со инспекторатот за труд, ќе ви каже дека тоа не е нивна надлежност. Тоа е кривично дело и тоа се пријавува во финансова полиција, во полиција, било каде. Значи, не се пријавува случајот кај нив. Иако имаше во Делчево жена која што пријави во инспекторатот, има и записник дека враќала дел од плата назад на работодавачот, меѓутоа ништо не се случи. Значи, јас пак ќе кажам, да не се критикуваат синдикатите, да се критикуваат инспекторите. Зошто инспекторите да ги критикуваме? Па како да примаш плата, што ти го возможува договорот, значи правиме двостран акт, договор за вработување, каде што вика дека работодавачот ти е должен да ти обезбеди месечни примања за тоа што си го изработил. И он ти дава плата, ти ја дава другиот во плик. Дали тука не се прекршува нешто од работодавци во договорот? Јас да ве прашам вас, да поминете еден ден во Штип или да отидете еден ден во Делчево или во Криопаланка? Јас сум поминал, Да, знаете за случаи за враќање на дел од плата. Имате разговарано со некоја работничка? Баш напротив, ние имаме евидентирано 129 случаи. Што направите вие? Па како ги браниме на суд? Не упатува трудовиот инспекторат, не упатува на суд. И ние им даваме бесплатна правна помош, за разлика од вас, што вие само кажувате, Не, ние даваме бесплатна правна помош. Не... Имаме бесплатна правна помош. А јас синоќа ве слушав на вашата изјава дека кажувате и да ги патиме на суд, тоа би било... Да, бидејќи е ептен лесно, сега менеме тема од тема. Не менеме тема. Баш напротив, ако се ставаме ние во одбрана на работничките права, без разлика дали сме синдикат, невладен сектор, значи се ставаме, идеме до крај. Нема тоа тука, значи вие не верувате во судството на Република Северна Македонија. Не, само сакам да ве прашам, Ампева. Не разберам за тоа. Тука каде е проблемот? Ако и двајцата зборувате за истиот проблем, вие тврдите дека синдикатот недоволно се ангажира или дека инспекторите недоволно се ангажираат? Да го лоцираме прво проблемот. Види, ние немаме добиено таква пријава, немаме. Дека ни пријавил никој баш од текстилните работници, затоа ги имаме запишано овие од извештаите.
Ние имаме за кршење стојкате за годишен одмор недоволно, за регрес, ама никој не ни алармирал, нити па ни пуштил представка дека се враќаат пари во плико. Да, ќе ве вклучам прво Ампева само да одговори Тоа на се прашањето. случува. Дали вие тоа сакате да го прифатите или не, тоа не е наш проблем. А моментот е дека Чим сме ги застапуваме работниците, тоа е на сите. Да, И вие ако бидејќи сте тоа е свадба за кривично вако, дело сега. ќе дојдете Не во може да се синдикатот. Повелете, ќе во момент да поставите. Значи, бидејќи се работи за кривично дело, враќање на делот плата назад на работодавача е кривично дело. Поради тоа и со министерката дури имаме разговарано дека се потребни работнички кои што би сведочиле на суд и кои што би го потврдиле тоа. Ние имаме листови, имаме се и се што меѓутоа и во кривичниот законник ние немаме заштитни мерки, например дали да може да се снима работодавачот додека го прави тоа дело. Немаме ништо како да ги обезбедиме доказите. А верувајте, работничките се плашат. Тоа се претежно жени од 50 на години, возрастни жени кои што си викат ке уште некоја година ќе одиме во пензија зарад ваква битка да водиме. И има страв кон недоверба има едноставно кон институциите, иако нотиравме еден случај кај што беше пријавено инспекторат. Инспекторатот вели, ние ги известивме и УЈП и финансова полиција и не знаеме натаму што е постапено. Значи јас постојано комуницирам и со инспекторатот за труд, постојано комуницирам и со министерката дури лично, и министерката е запозната, сме имале неколку заеднички акции каде што се враќало и К15 и слично. Дека лажам, не лажам, ниту лажат тие работнички таму. Ама не е редот комуникација, Инаку да, даваме бесплатна правна Преставка, помош. документ. Добро. Давам документ и барам да ми се одговори. Значи тоа е не комуникација, ние ќе се комуницираме информативно, се изборим. Преставка, документ, архивиран, таму и таму, со име и со презиме. Докаде? До трудовиот инспекторат. Мора да се постапи. Велат не сме надлежни за тоа, тоа е кривично дело. Да видиме, па ние ќе ургираме, еве, тука е раководител за оделението за Добро, труд. да ја вклучиме малку Алексевска. Значи овде имаме една малку чудна ситуација во студиово. Представниците на работниците се конфронтираат меѓу себе, а представниците на владата и на бизнис секторот, да не речем гледаат сир, но тоа е малку претежок збор. Да, Алексевска, добро, како постапува инспекторатот еве во однос на ваквите укажувања? Вака, не го гледаме серот, ние за ваквите проблеми како Министерство за труд и социјална политика, како што кажа и представничката, постојано слушаме за вакви појави, проблеми, и како што кажа, имаат комуникација и со Министерката за труд и Државниот инспекторат за труд. Она што можам да кажам дека работниците треба да се охрабруваат и да зборуваат за ваквите појави и проблеми се со цел истите да се надминат. Доколку постои страв, доколку постои непријавување на ваквите појави, и понатаму ќе ни се случуваат вакви појави, и затоа и овој пат сакам да апелирам да се пријавуваат таквите појави, доколку има... Каде? Да. Секако во Државниот инспекторат за труд. Има ли доволно инспектори кои што можат да го процесуираат овој сет на проблеми? Тоа е релативен пој, дали се доволни или не. Тие работат според програма за работа, меѓутоа прават и вонредни инспекцијски надзори доколку има дојава од страна на работници за кршење на работничките права, така да секоја дојава од страна на работници дека има прекршување на работничките права или непочитување на истите, Државниот инспекторат за труд оди на терен и ги констатира таквите состојби. Што откако ќе ги констатира или не? Оди во судска постапка предметот? Кога ќе ги констатира, дава налог за надминување на проблемите, односно решение за да се надмине констатираната појава. Добро, Ампева или Димовски, колку до сега решени случаи имате на пријавена ваква неправилност во работењето? Ако сакам, Ампева не е проблем. Нема проблем, Ампева? Во врска со враќање на делот плата? Па, во врска со враќање на делот плата, но и со други проблеми кои што претходно ги... Колку решени судски постапки имате или преку медијаторство? Па претежно инспекторатот тука е надлежен, кај нив ги препраќаме преставките и сме во комуникација со дел од подршните единици на трудов инспекторат. Има решавање на случаи и тоа позитивно во корист на работниците.
Имаше една тужба колективна, се работеше за странска инвестиција во Крива Паланка. Таму знаете дека имаше повеќе затварање на фирми, каде што тоа што го спомна од преска председател Дарко Димовски, значи се работи во врска мојата вчерашна изјава. Се работи за фирми кои што земале субвенции од минатата влада, направиле фирми, вработиле луѓе, на крајот ги оставаат работниците без 3 исплатени плати и платени придонеси и се заминуваат едноставно од државата. И ние тука после тоа немаме механизам, дури да се во судска постапка, не можат после да се наплатат. Денес има поминато можеби 3 години од случајот Кадоровото. Работниците не можат да ги исплатат нивните плати. Кој е виновен на крајот? Добро. Инаку има многу представки. За ваквите представки? Има премногу представки, например преку Хелсинскиот комитет кој што од нашата канцеларија даваат и бесплатна правна помош на работничките. Само за една година има на 3000 луѓе кои што побарале бесплатна правна помош и се опфатени. Над 3000? Да. Добро, тоа е многу голема бројка во вакви услови. Говори за една статистички проблем во земјата. Така е, нажалост така е. Моментално во Сојуз на синдикати на Македонија се отворени 1637 предмети, од кои 129 се решени во наша полза, значи во полза на работникот. Не престануваме, идеме понатаму, на секое што ќе биде секое право што ќе биде непочитувано од работен однос, синдикатот без разлика дали му е член или не е член во Сојуз на синдикати на Македонија, ние сме спремни да му одговориме, да му помогнеме и да му дадеме бесплатна правна помош. И јас не сакам во студијава баш напротив да ја критикувам колешката Ампева, баш напротив овој помеѓу нас да кажам овој диалог го иницирав со тоа што да се развие соработката. Онаму каде што они не можат да го решат, нека пријават, ние како институција која постои повеќе од 100 години, ќе подадеме рака, ќе го решиме заедно проблемот. И интересот ни е да биде задоволен работникот. Дали ќе го реши проблемот колешката или Сојузот, не е битно. Ја тоа сакам да кажам, да престанеме. Соработувате, комуницирате, имате постојани моментално сме средби? немале средби, јас за тоа пак ќе кажам подавам рака баш на оваа емисија, за да почнеме да соработуваме и од тоа да имаме ефект на тој бенефит да го осети работникот. Значи не се работи за престиж или за его. Нема проблем, нека биде све нивна победа. Ама да помогнеме да имаме задоволен работник и да го задржиме во државата. Значи не ме беше никога целта да навредам, ниту па да нападнам. Добро. Ампева, коментар некој на ова? Можам слободно да кажам и тоа може да се види и од, не знам, мои коментари, не знам, мои интервјуа и слично, дека ја бев можеби најсреќната која Живко Митровски си отиде од ССМ. И мислев дека стварно нешто ќе се случи, дека ќе се смени. За тоа и ве барав уште од одамна, за тоа ве викнав и на нашиот настан минатата година во октомври. Еве само можам да го пофалам господинот Липчо Радевски како председател на Гранковиот синдикат при ССМ. Значи само со него имам комуникација, се договараме едно друго. Дури сега, таму каде што имаат синдикално членство по фабриките, веќе не праќам јас представки, бидејќи реално немаме капацитет како невладини организации. Сега веќе случаевите му ги препраќам и него. Добро. И јас би се вклучил доколку дозволите, и интересна е дебатата, меѓутоа состојбата или почетокот на ваквата состојба е на сосема на едно друго место. За жал или за среќа, можеби, кој како ќе го земе тоа во предвид, доаѓаме до ситуација дека, добро, тоа е плурализам, поголемиот дел од социоекономските прашања почна да ги решаваат невладините организации и тука гледам адреса и кај нас работодавачите, и кај синдикатите и за повеќе работи во општеството, дека се недоволни капацитетите за да се справиме ние кои што сме навистени назначени да ги правиме нашите обврски професионални, да ги правиме, односно не ги правиме. И институционалните капацитети на целокупно добар дел од администрација. Така. Од друга страна, за состојбите во синдикатот во приватниот сектор, затоа што имаме многу голема конкуренција, јавен сектор наспроти приватен сектор во однос на членството на синдикатите и на работниците во креирањето на социјалниот диалог, не само на работните односи, неколку пати нагласив. И за жал,
И сега повторно адресата, кога ќе се изразам можеби неконвенционално, кога работниците се максимално заштитени, да не користам сега метафори, во јавниот сектор и немаме никаква одговорност, немаме мерење на продуктивноста, немаме дисциплински процеси и така натаму, во тој случај веќе се создава и конкуренција во синдикалното организирање, во синдикалното барање на правата во приватниот визави јавниот сектор. Таму се тие заштитени, овдека се кршат правата, бидејќи можноста е навистина поразително слободна да се кршат правата. Од друга страна прашувате за конкретни случаеви, тоа е исто како да ја мерите перцепцијата на случаеви визави перцепцијата на корупцијата. Имаме 40% на, според последниот индекс на корупција во Македонија, а имаме многу мал промил на осудени или пак процесирани случаеви за корупција. Така да и она што го кажа господја Ампева во однос на заштитата пред се на граѓанските права, а потоа и на работничките права, во моментот кога ако пријавиш случај на враќање на плата во плико, преко време на работа и така натаму, во тој момент доваѓа до можноста на губење на работното место, особено на луѓето кои се во поодмината професионална фаза. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е за мене малку чуден. Ние на секој начин настојуваме и низ договорот за пристојна работа кој го подпишавме неодамна, и низ конвенциите за мултинационални компании, и низ активностите кои ги правиме за општествена одговорност, и Манфорд стандардите, и некои компании кои веќе воведуваат одредени бенефиции за вработените. Тука гледаме да ги потикнеме работодавачите да бидат малце поодговорни. Исто така ги потикнуваме работодавачите да формираат работнички совети, за да го подигнеме начинот на комуникација работник-работодавач. Меѓутоа, имаме, за жал, надминуваме еден проблем, веќе почнуваме да се разбираме со нашите колеги од синдикатот, дека работничкиот совет не е институцијата која го подпишува колективниот договор, тоа е нивна работа на синдикатите, и дека тие како репрезентативни повторно го задржуваат начинот на комуницирање и начинот на институциализирање на односите. Меѓутоа, дека недостасува организирање на работници во компаниите, особено во приватниот сектор, недостасува поради слабиот ефект од оно што го очекуваат како резултати. И од друга страна, работните процеси носат кон добри односи и кон лоши односи. Лошите односи треба да бидат насочени кон работни спорови, а тие работни спорови повторно ние заедно треба да ги решаваме низ мирно решавање на споровите. Јас имам чувство дека голем дел од работниците во Македонија воопшто не се ни свесни за своите права и тие самите си ја прифаќаат улогата на модерни робови затоа што се плашат дека утре ќе останат без работа или на некој друг начин ќе бидат шиканирани од работодавецот, од општеството. Јас мислам дека кој воопшто треба да ги моментот информира луѓето дека имаат права. Ово е моментот кога треба да се работи на сопствените капацитети на самиот почеток, адресирам и на наша адреса, меѓутоа ово е моментот каде што ќе треба јавноста да биде запознаена, особено поради новиот закон за работни односи. Да, но дали работодавачите имаат сенс за тоа? Сега не ве прашувам вас директно, очигледно вие го имате и го промовирате, но дали вкупната бизнис клима тоа го дозволува? Менталитетот на работодавачите? Не, имаме една друга состојба. Имаме менталитет на работодавачи кои корпоративно ги управуваат компаниите и кои знаат дека човечкиот капитал низ разни начини е најважен и тоа го докажуваат. Меѓутоа имаме 98% на мали и средни компании кои не размислуваат на тој начин како што размислуваат корпоративно организираните компании. Затоа ние пред Министерството за труд и социјална политика велиме дека и малите асоциации, и занаечиите, и новоформираните асоциации на работодавачи треба да бидат вклучени поради ширење на односот на пристојна работа во Македонија во насока на зачувување и во насока на почитување на човековите права. Не можеме ние
компании или самовработени или компании и занаечи од 2, 3, 5, да ги натераме да го читаат законот на работни односи, иако тоа е обврска. Меѓутоа не можеме ние да ги натераме максимално, тоа е поради нивниот деловен менталитет кој го имаат, поради културата на почитување на работата, на односот кон економијата и на односот кон општеството во кое работат. Затоа ни требат... Дали се потребни некои посилни кампањи во овој дел, во овој сектор? Бидејќи, навистина, работниците не си ги знаат своите права кои што произлакуваат и од постоечките закони. За мене проблемов е решлив, само треба да седнеме баш со организацијата на работодавачи и да направиме еден плурализам и во синдикалното движење и во невладиниот сектор со следниот начин. Секоја една компанија, предпријатие која брои над 30 вработени, треба да има колективен договор. А тоа кажува дека над 30 вработени, колективен договор го потпишува синдикатот, треба да има синдикат. Кога го има тоа, ќе може да обстојува и ССМ, и Конфедерацијата, и КСОМ, и УНСМ, ќе направиме поголем плурализам. А со тоа ја зибаме врската да ги едуцираме работниците. Бидејќи кога ќе потпишеш колективен договор, треба да го презентираш на некого, да кажеш: другари, дали ќе прифатиме ова. А па бенефитот кај работодавачите е следниот. Работникот има права, но има и обврски. Така, значи, правата ги добиеме, ама за тоа ќе вложиме во врските, ќе вложиме во трудот и ќе го створиме капиталот. Пак бенефитот ќе биде кај работодавачите. Ќе напомнам пред да реплицирам, ќе напомнам дека сме партнери, можеби во минатото социјалните партнери биле различно спротивставени страни со своите интереси. Ја напоменувам дека сме социјални партнери во една иста насока, само што господин Димовски посочи дека над 30 вработени би требало сите да учествуваат и да бидат дел од колективното преговарање. Меѓутоа во Македонија ние како држава имаме подпишано конвенција на слобода на здружување, не можеме насила да ги натераме, затоа говорам на капацитетите, ние треба да ги потикнеме компаниите да влезат кон комуникација, има директиви за информирање и консултирање, за споделување на активности, па дури во Германија има и работничка кодетерминација. Што значи ова, дека вие не согласувате со едно решение над 30 вработени секој да има колективен договор? Не. Напротив, се сложуваме, меѓутоа тоа треба да биде на основа на слободно убедување, без притисок. Да не биде законски регулирано тоа. Слободата на здружување е основното човеково право, дел од основните човекови права, од водечките принципи за бизниси и човекови права, каде што сите имаме слобода на изразување, слобода на здружување, така да ние не можеме, не би требало пред меѓународната организација на трудот, не би требало да кажеме дека што ми имаш повеќе од 30 вработени мора да бидат здружени во синдикат. Ние не велиме дека не треба, туку велиме дека треба да биде тоа оставено на слободата на избор и на слободата на здружување. Може ли пазарот тоа да го регулира на овој начин? Не ме разбира колегата. Ја не викам да биде синдикално здружени, викам да има колективен договор. Така. Кај го гледам плурализмот? Ние викаме, имаме општ колективен договор еве за приватен сектор. И тоа го прават репрезентативните синдикати, работодавачите и владата или и работодавачите. Да. И ние кај го гледаме плурализмот? А внатре, кога ќе си направи синдикалната организација колективен договор, значи не општиот, ќе земе на ниво на предпријатие, компанија. Тогаш може да учествува и невладиниот сектор, и вие како работодавач лично засегнат во таа компанија. И викаме сите ќе го направиме заедното колективен договор, да не зависиме од општиот колективен договор. Од таму ќе ги црпиме стекнатите права, ќе ги доредиме нас како ни одговарат или како што бара компанијата за да обстојува и екзистира. Значи тука го гледам плурализмот и тука се отвара пазарот. И мене ми вика Ампева: "Даре, ние идеме со тебе, бидејќи нас не се допаѓа твојот колективен договор, пропишаното, ќе решиш ти, Миле, јас кидам со КСС, бидејќи па јас сметам дека они имаат подобри права уживаат може да уживаат во тој колективен договор внатре во синдикалната организација во предпријатието." Ете го плурализмот. И не треба да се плашиме. Ја така гледам на работите. Благодарам, Алексаска. Добро, тука беа начнати повеќе проблеми околу колективното договарање, слободата на синдикалното здружување.
Значи, Република Северна Македонија има ратификувано повеќе конвенции на Меѓународната организација на трудот, со која е конвенцијата на слободата на синдикалното здружување. И тоа е преточено и во Законот за работни односи, каде што постои потполна слобода во однос на синдикалното здружување. Точно е тоа дека не постои доволна покриеност со колективните договори, посебно на ниво на работодавач, иако општиот колективен договор за стопанството, за приватниот сектор од областа на стопанството се однесува за сите работодавачи. Меѓутоа, овие одредби од колективните договори понатаму треба да се доработат, доуредат со гранските колективни договори, а секако дека многу битно е и заживување на колективните договори на ниво на работодавач. Во однос на прашањето што беше споменато пред малку, дека работниците малку знаат или не знаат за своите права, треба да имаме предвид дека работникот при заснивање на работниот однос склучува договор за вработување, во кој договор се предвидени задолжителни елементи кои што треба да ги содржи договорот, и од тука работникот треба да знае кои се неговите права во однос на определување на висината на плата, прекувремената работа, ноќната работа, надоместоците кои што му припаѓаат на работникот, годишниот одмор, определувањето, траењето на годишниот одмор, соопштите акти на работодавача, сите кои што произлегуваат. Значи ова се основни елементи кои што се пропишани во законот и задолжителни кои што треба да бидат содржани во договорот за вработување, меѓутоа не постои пречка доколку работникот и работодавачот се договорат да се пропишат и други прашања или услови кои што се од интереси на работникот и работодавачот, се со цел работникот да знае за своите права кои што произлегуваат. Ова е теорија, инаку во пракса работникот добива спремен договор, одштампан во претходно примероци, и тој само го потпишува, дури нема време да го потпише, бидејќи му се потурнува и да треба да го потпише можеби и во истата минута или во истиот ден. Па мислам дека не е така во последно време, можеби не се разбира дека има и други примери и дека не е тоа секаде така. Меѓутоа збориме за најзагрозените сега, не зборуваме за оние што се заштитени. Добро. Тука одиме со мала пауза за реклами. Повторно во студиото на Телевизија 24, пред 1 мај разговараме и дебатираме за работничките права. Во контекст токму на ова што го зборувавме предходно, сакавте да упатите апел до работниците. Баш за тоа сакам да упатам еден апел до работниците, доколку им се понуди некој договор за вработување, анекс или било каков документ од страна на работодавачот, они за тоа плаќаат синдикалната чланарина, може да се обратат до нас, ние да го протолкуваме, да кажеме дали е добар за работникот или му штети на работникот. Ако до нас не можат, еве ги тука си представниците од невладиниот сектор, кои се занимаваат со проблеми од работен однос, можат и до нив да се обратат, па ние, како што кажаме со колешката, ќе се работуваме, ќе се координираме и ќе го направиме најповолното за работникот. Добро, благодарам. Тука во студиото имаме од синдикатот исто така представници. Повелете, представете се и за кого е наменето прашањето. Јас сум Маријан Поповски, доаѓам од реалниот сектор. Имам прашање за представникот од Министерство за труд и социјална политика. Прашањето е конкретно дали постои организација орган некој каде што можеме да доставиме представка против инспекторите за труд? Да, значи ние постојано примаме и представки од незадоволството на како страната на работодавачите, така од страна на работниците за работењето на или постапувањето на страна на инспекторите при вршење на инспекцијскиот надзор. По тие добиени представки, Министерството за труд и социјална политика бара информации од страна на Државниот инспекторат за труд, односно од инспекторот кој што постапил, каде е проблемот, на кој какви се неговите наоди во однос на извршениот инспекторски надзор, така да ние ги следиме тие представки. Дали сакате да кажете дека Министерството е надлежно?
Советот за инспекторат не е надлежен? Не, има ли сакам орган конкретно до каде има, токму тоа сакам да го кажам. Значи има инспекцијски совет. Меѓутоа, можеби од навика странките представките ги доставуваат до Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа Министерството само ги проследува и добива информации каква е состојбата, меѓутоа овие представки може да ги доставувате и до инспекцијскиот совет. Што ако ви кажеме сега, ако ви дадам документ дека веќе се прогласува за ненадлежен инспекцијскиот совет за постапување по представка за инспектор на труд? Писмен документ дека се прогласува за невалиден, ненадлежен. Немам таква информација и не би можела да ви добиете во кратко време. Друго прашање имам исто и за председателот и за вас сите и за работодавачите. Дали се планира во Законот за работни односи да се вгради основицата за пресметка на плата на работниците? Ова го прашувам поради тоа што во Законот за плати на именувани и избрани лица, значи пратеници, премиер, председател на држава, председател на собрание, платата, основицата за пресметка на плата им е просечната плата, а на работниците не е ни најниската плата. Дали се планира нешто да се направи на тоа поле? Ја не би откривал детали, моментално бидејќи уште преговараме. Ако кажам да, може би ќе сгрешам, ако кажам не, може пак ќе сгрешам. Добро, го имаме тоа дали се планира, да. Да, се планира и се преговара. Ако може да се надополнам, доколку имате одредени предлози во однос на ова прашање, без разлика какви се преговорите и што е разговарано на ова тема, можете да ги доставите, па ќе бидат разгледани од страна на страните кои што учествуваат во процесот на креирање на новиот закон за работни односи. Тука ќе бидат по добивање на некоја си пофинална верзија на Законот за работни односи, тој ќе биде споделен со сите засегнати страни, вклучувајќи ги и синдикатите и работодавачите кои што не се репрезентативни, понатаму, како што реков, стопанските комори, невладиниот сектор, правиме консултации со судовите со цел да ги добиеме информациите, односно нивните сознани од судската пракса, понатаму меѓународните искуства, значи добиени се одредени сугестии од Меѓународната организација на трудот, Светската банка, во текст е постапка за, односно одобрена ни е таа експертска мисија во насока на усогласување на законот со директивите на Европската унија, со конвенциите на Меѓународната организација на трудот. Пократко да одиме со ваквото, повелете. Ама најкомпетентно ќе биде кога ќе отвориме широка дебата по градовите ни села Македонија и да слушнеме да го слушнеме работникот кој се соочува со реални проблеми од Законот за работен однос. Јас сум Лазар Ѓоргиевски, представник на синдикатот Суткост на гранката. Таа е гранка претежно на комуналните предпријатија 50 и повеќе, угостители и туризам. Ме замолија да поставам прашање прво до председателот на Сојузот на синдикатите Дарко Димовски. Зашто комуналните предпријатија во Скопје веќе 9 години немаат земено К15? Дали тоа се резултира од тоа што не е донесен договорот во јавниот сектор за К15, бидејќи имам информација дека други јавни комунални предпријатија во внатрешноста веќе земаат. Со сигурност од 2010 не е земено К15, се вадат на претходниот градоначалник, па дали е сега на новиот. Тоа е едно до вас прашање. Прашање до представникот на владата. Добро, нека одговори прво. Добро, може. Како што знаеме, во општиот колективен договор за комунални дејности, членот 89 укажува дека секое јавно комунално предпријатие уследува за изминатата година регрес или тоа актуелно К15. Моментално направивме состанок со председателот на ЗЕЛС, каде што членуваат сите директори од тие јавни комунални предпријатија. Се договоривме да завршат председателските избори и да седнеме на маса, ние представниците од Гранковиот синдикат за комунални дејности, а од другата страна работодавачите на комунални предпријатија, и да видиме зашто не се исплаќа тој регрес или актуелен К15,
Сигурно проблемите се од економски карактер, не ќе да оправдувам никого, но ќе седнеме, ќе ги извадиме аргументите на маса и ќе знаеме во која насока ќе иде, ама пак ќе кажам, колективниот договор е важечки и треба да се исплати тој регрес. А за сумата, еве јас апелирам и од тука, може да се договориме, бидејќи таму пишува една просечна плата во Република Северна Македонија, која е 24.000 денара, што е, мислам, и сериозна цифра, а тие предпријатија во Скопскиот регион се над 1000 вработени, па може директорите и за тоа им ствара нека сериозна финансиска импликација која може да влијае на функционирањето на тоа јавно предпријатие. Но пак ќе кажам, ќе седнеме, отворени сме за разговор. Маце е врзано прашањето и за представникот од Министерството и за председателот на синдикат. Стално велиме имаме над 140.000 јавна администрација. И на неколку состаноци, сигурно и на економско-социјалните совети представниците, комуналците наши, што се неде околу 18.000 во Македонија, не се државни службеници, ниту административни службеници. Ние зимаме платак од услуги. Ние еднашка законот на Уставен суд пред неколку години го бутнавме. Сега, во ова што вели министерот Манчевски после избориве, ќе има измени на законот за административни државни службеници, мислам дека ќе мора да се заложите заедно со синдикатот да овие не е мала бројка, преку 18.000, да не влегнат во законот за државни административни службеници. Тие се услуга. Не можеме ние на работникот ЕНКА да му речеме мораш да знаеш англиски еден светски јазик или овие што се конкретно во комунална хигиена и во вододот. Една третина се административни работници, другите се услуга и помошен технички персонал. Што треба административните да ги плаќа градот или општината, а овие како услуги да ги плаќа самото предпријатие. Тоа е прашањето и за представникот кој е заедно поврзано и со синдикатот. Докаде е работата да знаеме. Алексас? Па добро, законот за административни службеници и самиот рековте дека не е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Навистина ова прашање сериозно ќе биде разгледано како од страна на Министерството за информатичко општество, кое што е предлагач на законот, а секако и синдикатите, ќе ги имаме овие аргументи во предвид и не би можела сега да кажам дали ќе бидат дел од законот или нема да бидат дел од законот за административни службеници. Јас го разбирам што сака да кажам. Сака да каже дека тие јавни комунални предпријатија се само финансирачки, дека не зависат од буџетот на државата и утре колку ќе оствариме профит, ќе дадеме плата. Доколку не оствариме профит, не може никој да ни ги покрие тие трошкови. И баш тоа што кажавте, ние тогаш ќе поднесуваме таа иницијатива до Уставен суд, каде што велиме секој не предпријатие кој има дејност и кој е само финансирачко не може да биде под законот за административни службеници, даватели на јавни услуги, туку баш напротив, ние се стремиме на децентрализација, тоа е основата од општините, тоа е од градот Скопје и мора да биде тоа предпријатие под законот за комунални дејности или Добро, благодарам. Благодарам. Само едно прашање до представникот од текстилот. Во делот на ова здружување, Маце ми сметаше пред што рековте и вас ви сметало репрезентативност. Доаѓањето не е фалењето на Дарко Димовски во Сојуз на синдикатите. За 15 месеци синдикатот преку 22.000 има нови членови од сите гранки. Значи, соработката ја имаме и со вашиот дел. Меѓутоа имаме, што ќе кажете за Грација Штип? Со МАК Примат Скопје веќе се водат првични разговори со Љупчо Радевски да влегнат во здружено синдикално здружување. Може би и во делот на измени на законот за работници, што кажа и претходните, ќе мора да се здружиме. Здружени ќе биде многу појаки. Вака почитувам и невладени и граѓански асоцијации, све почитувам. Меѓутоа, кога ќе сте здружени, ако до вас ќе стои еден јак синдикат, мислам ќе имаме поголеми успеси. Ми смета делот репрезентативност, ми смета зборот репрезентативност, бидејќи на тој начин, еве, во случајов ССМ и КСС како репрезентативни, сметаа дека они треба само да бидат вклучени во тие преговори со работодавачи, со влада. Тоа ми смета. Синдикатите се сите тука и треба да бидат вклучени. Утре имате економско-социјален совет у влада, повикани се на економско-социјален совет сите, освен нас, нели, секој ние сме невладени организации.
Мора да се договараат и да преговараат сите. Еве земете за пример, утре на првомајскиот марш, колку се разединети, колку маршови ќе има низ Скопје. Тоа е. Ама нели викаме плурализам. Ја на нашиот првомајски синдикален марш викаме сите граѓани. Од секој сектор нека поволат сите работници. Видете. Со години не сте седнале синдикатите сите на заедничка маса и да речете ние мораме заедно да се бориме за правата на работниците. Вие не треба да се засегате синдикатите, вие треба да се засегате за како се организирате вие. Дека видите, вие се зборите на институција, вие зборите на институција која брои повеќе од 70.000 члена. Вие како единка ја укажувате на институција постара од 100 години како треба да се организираме. Да. А не треба вие да кажете, треба законот да каже. И нас на Економски и социјален совет, ја бев прв поборник, еве тука е Миријанка раководителот со министерката Мила Царевска, да повикаме и други нерепрезентативни синдикати. И представници од невладен сектор каде што ги слушнеме и барањето од нивните членови, кои не се наши членови. Добро, благодарам. Па се налјути ако Конфедерација на синдикати сакаше да каже нешто. Да, јас во однос на тоа што спомена господјата дека и смета репрезентативноста, точно е во Законот за работни односи има утврдено ова критериуми за утврдување на репрезентативност, меѓутоа тоа е само еден од условите за членување во економско-социјалниот совет, во трипартитните тела, на национално ниво, учествува на конференции и делегации, меѓутоа како што спомена и председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, ние подолго време практикуваме учество во процесот на синдикалното организирање и со нерепрезентативни синдикати. Впрочем, тука се и представниците, например, организацијата на работодавачи, која што не е репрезентативен, меѓутоа за секоја седница на Економско-социјалниот совет добива покани, ги добива материјалите, има можности да дискутира, да дава предлози, сугестии, меѓутоа во одлуките се само репрезентативните синдикати ја носат одлуката. Ампева, молам, Ампева. Во врска со тоа што го кажа господинот Дарко Димовски, не ќе јас да ви кажам вие како да си работите работата. И јас не сум овдека, мислам, не сум у невладин сектор, оти не знам така ми текнало. Туку оти сум била работник и оти немало кој да ми ги заштити моите права. И во текстилната индустрија и во едностранска инвестиција додека работев. Сум осетила дека нема кој да стои до мене, сум побарала помош од не знам какви све структури, едноставно немало кој да ми помогне. Поради тоа јас го правам во што го правам. Немам намера да ви солам памет на вас синдикатите како треба да работите. Напротив, јас како невладина организација кога држам средби со работниците, а верувајте ми за тоа трошам најмногу финансии и за тоа барам најчесто проекти, јас им зборам дека треба да се здружат во синдикат. Бидејќи тоа е реално силата на синдикатот е всушност борбата. Ја тоа го кажам, ајде да се здружиме. Еве јас откриваме на тајна во Законот за работни односи, Сојуз на синдикати бара да се намали процентот за репрезентативност. До кога ќе носи Сојуз на синдикати камерот? Ние бевме единствен предлагач кој го изготвивме предлогот за Законот за работни односи од сите синдикати. Ние дојдовме, работевме деј и ноќе, да не кажам каде и колку луѓе измалтретиравме, не суди и не професори, и го донесовме предлог Законот за работни односи. А другите знаеш што викаат, еве ССМ нека каже. Па не е фер, па не е коректно само. Добро, благодарам. Уште едно последно прашање од публиката за господинот Бошков. Да, за господинот Бошков. Факт е значи дека многу се кршат правата на работниците во Македонија. Се зборуваше барем јас од искуство, веќе ќе кажам, на времето ни велеа дека треба да увезат работници од Бугарија. Сега дека треба да увезат работници од не знам каде. Сметам дека имаме прекрасни работници, многу добро едуцирани, кои што можат да одговорат во овој момент, доколку се добро платени, не им се врши притисок, затоа што ние фирми што вие ги спомнавте, корпоративни, ви гарантирам дека меѓу нив имате менаџери кои што за нив треба да направите увоз на менаџери, да ги едуцирате, да се обучат, да знаат како да се однесуваат према вработените. Значи тоа ви го гарантирам не само во вашата комора, него и во другите комори, поготово во Сојуз на стопански комори и поготово во фирми кои што добиле награда за корпоративно управување се кршат правата на работниците. Дали сметате дека треба да се увезуваат менаџери? Треба да се едуцираат менаџери. Образованието кое дополнува една професионална кариера е само алатка за осознавање на
на постапките за осознавање на принципите за осознавање на читање на законите. Како паралелен одговор на тоа, би сакал да кажам дека сите работодавачи, без оглед на тоа дали се наши членови или не се, може да се обратат и да го добијат преведениот за прв пат од нас, како Конфедерација на работодавачи и Сдруженијето Конек, водечките принципи за бизнис и човекови права. Тоа е една работа. Може да ја добијат мултинационалната декларација за човекови права и функционирање на предпријатијата и така натаму. Организатори сме на општествената одговорност во категоријата, наградата за општествена одговорност во категоријата за однос кон вработени и сет на работи кои ги советуваме работодавачите. Од друга страна, ние сметаме, како организација, сметаме дека недостасува и во професионалните занимања, дека недостасува категорија или професија менаџер за човечки ресурси официјално да се воспостави, иако за вашата јавност или за вашите гледачи на Канал 24, сметам дека ќе се каже дека да, постои менаџери за човекови ресурси, постојат образовани кадри и така натаму. Сметаме дека тие менаџери за човекови ресурси мора да го подигнат нивото на управување на своите компании, на своите вработени, бидејќи се тие кои треба да се грижат за човечкиот капитал. И во ред прекинувам. Тука некаде сме со... Мислам дека ја кажавте поентата. Поентата е добиена, ви благодарам што ме потсетивте дека морам да прекинувам. Утре скара или протест? Утре синдикален марш. Синдикален марш не е протест? Не е протест, синдикален марш, бидејќи го нарекуваме синдикален марш, бидејќи сите работи кои треба да бидат отворени за унапредување на работничките права, како што е Законот за работни односи, колективниот договор, имаме нова покана за да го отвориме, дури тоа најзначено сакав да кажам, општиот колективен договор за јавниот сектор, каде што сметаме дека ќе го решиме правото на регрес за годишен одмор за сите вработени, да не биде само од приватниот сектор, бидејќи вработените они ги засега највише тоа, да не бидат поделени во две категории. Вака, синдикалниот марш во 11 часот ќе почне пред, нема да кажам репрезентативниот синдикат, ќе кажам пред Сојузот на синдикати на Македонија, ќе се движи кон собранието, па ќе застанеме пред Стопанската комора, каде што е седиштето на Организацијата на работодавачи, ќе ги поздравиме, да видат дека сме видливи, дека постоиме и дека тие се тие што треба со нас да седнат и да ги решат тие работнички права. Добро е да видат дека сте видливи. Постоја критики изминатиот период дека новото раководство на ССМ го немало премногу во јавноста во последниот период. Така го нема, бидејќи се работи на тоа што кажав, да не бидам досаден, на Законот за работни односи и општите колективни договори. Така беше договорот, пред да се договориме, да не искача ништо во јавноста, туку ние да си ги спегламе тие работи меѓу нас. Кога ќе имаме готов производ, сигурно ќе искочиме. Не е интенција да искачаме на телевизија, само да кажуваме, а да не реализираме. Баш напротив, тоа што не немаше овој период, ќе го оправдаме на еден најдобар начин, каде што ќе го напредиме тој Закон за работни односи и ќе подпишеме општиот колективен договор. Добро. Јас ви благодарам на сите што бевте вечерва гости на телевизија 24, а изборот за утрешниот ден го оставам поединечно на секој од вас. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нашата програма.